денес на овој христијански празник, посветен на Свети Никола и во пресрет на новата година да одбележиме на свечен, но скромен начин два новитета во работењето на јавното предпријатие Комуналец. Се разбира, тоа го правиме од една единствена причина – задоволување на потребата на граѓаните и подобрување на квалитетот на нивното живење. Мора на сите да ни биде јасно, како бел ден, дека Комуналец постои за граѓаните, а не граѓаните за Комуналец. И токму затоа, нашето работење 100% треба да го насочиме кон корисниците и нивното право за навремени и квалитетни услуги. Од тие причини, неодамна отворивме наплатен пункт во кој граѓаните ќе можат да заштедат време при плаќањето на нивните сметки, за набор го потоа истиот да го прошириме и да го создадеме овој наплатен центар и центар за корисници кој денес го предаваме во употреба. Центарот е сместен во просториите на поранешниот магазин и трпезарија на површина од 60 метри квадратни. Со квалитетно извршени градежни работи и со набавка на нов инвентар за интериерно уредување на центарот, нашите корисници покрај завршената работа ќе се чувствуваат пријатно, онака како што и заслужуваат. За овој наплатен центар и центар за корисници, јавното предпријатие Комуналец потроши 600.000 денари сопствени средства, инвестиција која се надевам ќе ги даде постекуваните резултати. Во центарот, на располагање на граѓаните ќе бидат 6 вработени кои ќе имаат за задача љубезно, професионално и навремено да одговараат на сите нивни барања. Покрај плаќањето на месечните сметки, нашите корисници во овој центар ќе имаат можност да поднесат барање за приклучок на вода и канализација, да побарат промена на водомерот, да пријават ново корисничко право или промена на адреса или да побарат корекција на нивната сметка. Со тоа, досегашната пракса граѓаните да лутаат од врата на врата, од канцеларија во канцеларија и да бараат вистински човек за вистинско решавање на нивниот проблем или барање, станува минато свршено време и од денес нашите корисници добиваат заслужено време кој ќе им заштити и време, нерви и пари. Покрај на платниот центар и центарот за корисници, денес јавното предпријатие Комуналец промовира уште еден новитет. Станува збор за два автосмекери од марката Мерцес, кои без сомнение ќе придонесат за поквалитетно подигање и транспортирање на сметот во нашата општина. Иако станува збор за половни возила, мора да се потенцира дека истите се моште добро сочувани, со одлична возна кондиција и неоспорни перформанси. Покрај обновувањето на нашиот возен парк, набавката на двата автосмекери ќе овозможи подобра услуга и отварање можност за собирање на сметот и во населените места. За овие автосмекери Комуналец потроши 4.300.000 денари сопствени средства, што е во согласност со домаќинското работење на предпријатието во услови на криза. Се разбира, јавното предпријатие Комуналец нема да престане овде со воведувањето на новитети во своето работење. Тоа ќе го прави и во иднина по барање и задоволство на своите корисници. Нашата интенција е чекор по чекор Комуналец да стане институција по мерка на граѓаните. Сакаме да создадеме добра атмосфера и погодна клима, која ќе им овозможи на корисниците да гледаат во Комуналец не предпријатие, кое сака да им ги земе само парите, туку предпријатие кое е нивен пријател и нивен сојузник во секое време. За крај, да упатам голема благодарност до општина Струмица, која во улога на основач на предпријатието ни ја дава потребната поддршка, а посебно до градоначалникот Зоран Заев, кој ни представува урнек во работењето и кој несебично ни помага во извршувањето на нашите работни задачи и реализација на нашите идеи. Со надеж дека заеднички ќе споделуваме уште многу реализирани проекти и на тој начин ви благодарам што присуствувате на овој чин. Го повикувам градоначалникот на општина Струмица, господинот Зоран Заев, на платниот центар и центарот за корисници да го предаде во употреба. А вас, драги пријатели, ве повикувам да ги разгледате просториите на центарот, како и двата автосмекери. Ви благодарам.
свети безсмртни, помилуй нас, свети Боже, свети силни, свети безсмртни, помилуй нас, свети Боже, свети силни, свети безсмртни, помилуй нас. Слава Отца и Сина и Свети Дух, сега и секогаш и во вечни векове. Амин. Пресвета Троица, помилуй на Господи, чисти ги нашите грехови, благо прости ги нашите беззакония. Свети посети ги, изцели ги нашите слабости заради Твоето име. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отца и Сина и Свети Дух, сега и секогаш и во вечни векове. Амин. Отче наш, кои си на небесата, да се свети името Твое, да дойде царството Твое, да биде волята Твоя, како на небото, така и на земята. Хлебот наш насушен дай ни го денес и прости ни ги долговите наши, како и ние ще им да прощаваме на нашите должници и не во видове, не во изкушение, но избави не от лукавиот. Зашто Твое царството и силата и славата го Отецот, Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во сите векови. Амин. Мудрост простом да стоиме и да го чуеме светото Евангелие, мир на сите. И духови Твоему. Ке се читало светото Евангелие според Јована. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Пуштиме наплатен центар во комуналното предпријатие Комуналец од Струмица, кој што навистина го леснува целиот систем на решавање на проблеми од секаков вид на граѓаните кои што допираат до проблематиката која што е под надлежност на Комуналец од Струмица. Значи, граѓаните од цела општина Струмица имаат огромен број на проблеми во нивното секојдневно живење
така да денеска ќе можат преку овие новоотворени канцеларии да имаат прилика на едно место да барат решение за сите проблеми. Должност е на административните служби да, доколку допира проблемот до неколку оделенија или сектори, да биде внатрешно разрешен, се со крајна цел да граѓаните повеќе не талкаат поврати низ канцелариите на комуналното предпријатие во обид за решавање на нивниот проблем. Се надевам дека во пракса ова ќе биде големо олеснение на граѓаните кои што се корисници на комуналното предпријатие и еве искористивме можноста по овој голем празник верски да го отвориме овој проект, така да имаме можност истовремено да ги промовираме двете нови возила, автосмекери, кои што се набавени од страна на комуналното предпријатие во вкупна вредност од 4 милиона и 300 илјади денари, средства обезбедени од граѓаните на општина Струмица, директно од комуналец Струмица, од нивни собствени средства, се со цел да ја подобриме чистоќата во градот Струмица и редовното собирање и транспортирање на сметот до депонијата на комуналното предпријатие. Ова представува нов квалитет директно од комуналното предпријатие и во делот на услугите кои што ги нуди. Се надевам дека задоволството ќе го имаат пред се граѓаните на општина Струмица.